Почитуван учителу, дали имавте духовен водич, односно ваш муршид? Ако имавте, која е најважната лекција која што ја добивте од него? Се разбира, за сите овие разговори стои тоа што следев. Мојот муршид ми рече дека има учење од Куранот, па кога во Турција, кај џамијата Хаџи Бајрам, зедов и прочитав еден Куран и Керим, донесов одлука и го затворив. Реков, ова е невозможно. Ова не е нешто што се однесува на моето его. Еден ден, никогаш нема да заборавам. Во Анкара имаше една џамија наречена Зинџири. Таму имаше еден наш брат со кого одамна бевме заедно на факултет. И тој требаше да ја клања својата молитва. Заедно се помоливме и потоа ме покани кај него дома. Кога се отвори оваа тема, јас бев во таква состојба на љубов и копнеш, што ако некој речеше јас го знам овој Куран, јас сум муршид, ќе му паднев на нозе. Виде дека навистина сум во состојба во која со голема љубов и страст се приврзува. Јас имам муршид, но не го прифаќа секого. Веднаш ја фатив неговата рака и реков, што и да треба да направиш, однеси ме кај твојот муршид по секоја цена. Рече, добро, ама утре ете, во време на икиндија и така натам. Јас реков, не можам да издржам оваа ноќ, нема да издржам. Го повикав мојот муршид, нашиот господин, по телефон. Ми рече, дојди по икинди намазот да разговараме. Сите гревови и лоши работи што сум ги направил во животот ми поминаа пред очи како филмска лента. И со тие лошоти си реков сам на себе, кој би ме прифатил мене? Но сепак не ја изгубив надежта. Во време на икиндија отидов и тој брат веќе ме однесе кај нашиот господин. Рече, нека ја прими неговата покаяние и нека клања намаз за потреба. Така јас стигнав до мојот водич, почитуваниот наш господин Мехти Расул, имамот на времето. Никогаш не го заборавам настанот што најмногу ме погоди од нашиот господин. Ми рече, Аллах сака јас да ти го пренесам знаењето. Сватив дека всушност моето сегашно знаење е резултат на жетвата од тој ден. Јас бев никој и ништо, а сега, преку нашиот господин, Аллах Џелезану ми овозможи да зборувам со ајетите од Куранот. Му се заблагодарувам и го фалам. Аллах да биде задоволен.